13 февруари 2019 година загостиварецот Горан Наумовски ќе остане за секогаш врежан во сеќавањето како тежок и мрачен ден. Тој е еден од патниците кои ја преживеа трагичната несреќа со автобусот на Турмотурс. Присеќавајќи се на страшниот настан, 46 годишниот гостиварец вели дека по првиот удар што го почувствувале, не мислел дека нешто толку лошо ќе се случи, но потоа уследил уште еден, па трет удар на автобусот. После што ни престоја некои, да речем, некои 10 секунди, некоја тишина, баш во онај момент изгледа кога сме биле во воздух, и после тоа следуваше стварно страшен удар, кој што буквално не растресе сите, тоа беше многу хаотично. Успеав да излезам некако, се уште не бе свесен што све не си има случено, но од сите тие повреди кои што ги имав задобиено, паднав на, тоа беше едно место као ливада, така, пошироко отворено место. Покрај мене имаше многу од патниците кои што не беа баш во некоја убава состојба. И се онесвестив еден период, но некако се вратив по тоа во свест, смогнав сили, некако станав, се исправив и тогаш ја видов целата гледка на автобусот кој што беше превартен, на кој што од сите страни имаше патници кои што молеа за помош. Жителите на Ласкарци кои несебично притрчаа на помош спречија загубите да бидат уште поголеми, нагласува Горан. Јас можам да гарантирам дека нивното навремено и брзо реагирање тогаш допринесе за да нема поголем број на жртви, зашто ја лично сум им многу благодарен, а и сите ние треба да им бидеме благодарни. Тие покажаа еден добар чин на справување со такви ситуации каде што пред се треба да се биде човек, а тие беа, што се вика, на висина на таа задача која што и нив ги снајде тогаш. Околу судскиот процес што се води за случајот во кој се обвинети 7 лица, гостиварецот вели: обвинетите нормално дека си имаат свое гледање на нештото, значи си имаат своја одбрана која што по закон им следува. Според мене, тоа се некои работи кои што не може да бидат одбрани. Значи, нема изговор, нема нешто што тие би можеле да кажат во нивна корис или нешто што нив би го оправдало. Според мене, кај нас е буквално во прашање човечкиот фактор, пошто тука е посреди затајување на човечката совест. Да учиме од грешките, за да не ни се повторуваат несреќи со фатални последици, порача Горан. Животот и покрај све е убав и дека треба да се прифати со сите они убави работи што ги носи животот, но не треба да се заборави дека во целата работа што се случи, некои луѓе го загубија, значи, својот живот, семејствата загубија својот член од семејството, и мислам дека треба да се научиме, уште наше потенцирам, на тие грешки да не ни се случуваат во иднина. На денешен датум се навршува точно 1 година од кобната автобуска несреќа кај селото Ласкарци.